Измени во законот за вино најави министерот Љупчо Николовски. Истакна дека наскоро влегуваат во владина процедура, а со нив треба да се создадат услови за развој на мали и семејни винарници, ке се воведат нови вински производи, што според Николовски треба да создаде можност за поголеми приходи за винарските визби за лозарите, поголем извоз на вино и девизен прилив. Овие измени се согласени со сите засегнати страни, ќе наведам само некој од нив покрај воведувањето на нови видови на производи, како што е органско или ароматизирано вино и многу други продукти согласно регулативата на ЕУ, особено од интерес за малите капацитети, односно од интерес за зголемувањето на производството на вино, особено кај оние бутик или семени винарии. Во измените на законот веќе е ставена измената со кој што за малите винари, за малите преработувачи, односно производители, нема да е потребно вработување на енолог, туку ангажирање со соодветен договор, да не бидат вработени во самите или ангажирани од нивна страна, односно тоа е едно од барањата за кои што дискутиравме, го прифативме и веќе е дел од измените на законот за вино и кај производителите физички лица, тие не мора да бидат со соодветно високо образование, како што се бараше досега, туку може да имаат и средно земјоделско училиште. Лозарството е стратешка извозна гранка и веќе има позитивни резултати, додаде Николовски. Лани имаме зголемен извоз на флаширано вино за 9% зголемен извоз. Македонија има 24.000 хектари лозови насади и на годишно ниво македонските винари произведуваат околу 100 милиони литри, ставајќи ја земјата на 25-тото место во светот. Официјалното домашно консумирање е нешто повеќе од 10 милиони литри, односно само 10% од македонското производство на вино се користи за домашно консумирање.